Благодарам. Јас би сакал да се осврнам малку на предложените измени на Законот за земјоделство и рурален развој, столбот на македонското земјоделство, кој што токму оваа влада уште во 2007 година го има донесено и после тоа има претрпено повеќе измени, кои што во најголема мера е усогласен со заедничката политика за земјоделство на државите членки на Европската унија и кој што е со кој што пред се регулираат сите односи во земјоделското производство, но истовремено се регулираат и пазарните односи на земјоделските производи и оттаму неговото значење на вистина сериозно. Сакам да напоменам дека со предложените измени ние всушност вршиме, односно предлагачот предлага 5 измени на овој закон. Ќе ги набројам само на кратко. Од користење на податоци изработени во електронска форма, понатаму во делот на остварување на правото на користење на финансиските средства, односно субвенциите. Третата измена е во делот на можноста за пребивање. Четвртата е во проширувањето на Советот за земјоделство и рурален развој, односно Агросоветот како советодавно тело во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, со негово проширување за уште еден член. И петата измена е во делот на обуките, односно неформалното образование на земјоделците. Исто така една битна работа заради тоа што владата, односно Министерството, во своите програми за финансиска поддршка на земјоделството и програмата за финансиска поддршка на руралниот развој, надоврзана на овие програми со последната уредба за критериумите за добивање на финансиската поддршка, се обврзуваат земјоделците на примената на добрата земјоделска пракса, примената на добрите агротехнички мерки, за кои што им е неопходна и дополнителна обука, односно неформално образование. Со тоа што ќе напоменам дека две од овие измени кои што се предложени се суштински и тие се однесуваат на предложените, односно изменетите членови 14 и членот 14а и се однесуваат во остварување на правото на користење на средствата, односно во можноста за пребивање на финансиските средства, на финансиската поддршка, односно субвенциите со врските кои што земјоделците ги имаат кон државните институции или по било кој друг основ како долг кон државата. Дали се тоа даноци, придонеси и така натаму. Можам да кажам за првата измена, околу можноста за користење на податоци изработени во електронска форма. Тоа се оние ортофото снимки кои што најчесто ги користи Агенцијата за катастар и недвижности, меѓутоа и други заинтересирани државни институции, но и компании кои што имаат потреба од нив и за кои што сега се е предвидено дека она што се однесува за како информација до државните институции ќе биде без финансиска надокнада, а за она што ќе представува податок и информација за користење во комерцијални цели од страна на заинтересирани компании врз основа на посебен правилник, односно одлука за висината на финансиската надокнада донесена од страна на владата, ќе можат да ги користат и овие субјекти. За проширувањето на Советот за земјоделство и рурален развој, односно Агросоветот, како што кажа заменикот министер за земјоделство, тој се проширува со нов член кој што доаѓа од делот на туризмот, односно развојот на руралниот туризам, особено битен сектор, од значење на неразвиените или недоволно развиените подршја во државата со цел за нивно потикнување и како еден таков стручњак е сосема логично со оглед на тоа дека големи и значителни средства се предвидени во програмата за рурален развој околу развивањето на руралниот туризам, а тоа претпоставува дека земјоделските производи наместо да се продаваат на слободниот пазар, преработени, ќе можат да се нудат на заинтересираните туристи токму во овие
рурални подрачја, за кои што се предвидени средства за проширување, адаптација или изградба на сместувачки капацитети во постојаните или изградба на нови токму во руралните општини. Исто би се осврнал само на кратко околу обуките, односно неформалното образование. За разлика од претходно, тоа ќе се дава на заинтересираните едукатори, би рекол, кои што треба да исполнат одредени услови за да ги извршат тие обуки на заинтересираните земјоделци. И сега ќе се осврнам само околу остварувањето на правото, тоа убаво го потенцира колегата Тренов, околу правото, односно барањето кој што би требало во овој случај да го поднесат и тутунопроизводителите. Тоа е дополнително оптеретување со оглед на тоа дека сега има разработено посебен систем, едноставен, преку откупувачките компании на тутун, податоците да се проследуваат до Агенцијата за финансиска поддршка, која што ќе ги врши исплатата на субвенциите, на 1 евро за килограм, на најбрз и најефикасен начин. Впрочем, и за тутунот секогаш имало најголемо разбирање од страна на владата и како приоритет во исплатата секогаш биле тутунопроизводителите. Вреди да се поразмисли на ова прашање за да се олесни постапката за добивање на овие финансиски средства кон тутунопроизводителите. И она што сакам да се концентрирам малку повеќе е тоа на ставот 14а, во кој што се дава можноста за пребивање. Не се спорни обврските на земјоделците кон државните институции, односно кон Министерството за земјоделство во делот на исплаќање на концесијата за користење на државно земјоделско земјиште. Впрочем, Министерството за земјоделство со Министерството за финансии има склучено посебен договор, односно протокол за размена на информации од базата на податоци од Министерството за финансии за исплаќањето на концесијата од страна на земјоделците. Не е спорен и податокот околу исплатата, односно плаќањето на пашарината кон јавното предпријатие за стопанисување со пасишта, ниту пак водниот надоместок кон водостопанските предпријатија или во на акционерското друштво за водостопанство. Видно ќе се задржа на членот 14а во делот на прибавувањето на обврските, алинеја 4. Побарување постов на јавни давачки и придоноси, персонален данок на доход, данок на додадена вредност, данок на добивка, данок на имот, придонеси на задолжително социјално осигурување и друго. За првите давачки, односно обврски, персонален данок на доход, данок на додадена вредност, данок на добивка, податоците може да ги обезбеди управата за јавни приходи. Но данокот на имот, тоа е веќе во делот на локалната самоуправа. Ние дури го изменивме законот за земјоделско земјиште, во кој што овозможивме општините кои што имаат поголема иницијатива, односно поголема наплата, да добиваат до 80% од вредноста на закупнината за државно земјоделско земјиште. Се со цел да се мотивира што поголем да биде процентот на наплата на данок на имот. Сега, од каде ќе се црпат овие податоци? Кој ќе ги црпи? Кому ќе му ги проследува? Предпоставам на Агенцијата за финансиска поддршка. И истото се однесува и на придонесите од задолжителното социјално осигурување. Предпоставувам дека во ставот 3 од овој закон, од овој член 14а, кој гласи дека начинот, евиденцијата на долговите и постапката за пребивање на обврските од надоместокот за финансиска поддршка и исплата на истиот го уредува владата по предлог на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство и министерот за финансии. Значи, двете министерства би требало да изготват подзаконски акт со кој што ќе бидат регулирани сите овие, би рекол, спорни во добра намера елементи од предложениот закон, предложениот член 14а, во кој што би требало да бидат сите земјоделци запознаени со оглед на тоа дека и ова пребивање токму на нивно барање. Значи, Министерството, односно владата, постапува по барање на самите земјоделци заради тоа што тие сметат дека на овој начин ќе им се олесни и обврската за исплата на долговите кои што ги имаат кон институциите, а во исто време да имаат и пристап до субвенциите. И она што исто го загатна колегата Тренов е тоа што ќе се случи во случај да земјоделецот има повеќе обврски отколку што би требало да добие субвенции. Кој ќе добие приоритет?
дали за пашарина, дали за воден надомество, дали за концесија за државно земјище, дали за и така натаму. Генерално можеме да бидеме задоволни од предложеното решение и јас се надевам дека ќе најдеме соодветно решение и за сите овие отворени прашања. Господин Тали,